Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Денес ке проучиме еден прекрасен настан од Евангелието според Јован, кој го спомнавме само накратко минатиот пат. Станува збор за исцелението на болниот човек кај бањата Витезда. Исус и болниот кај бањата Витезда. На некој начин, ова чудо представува точка пресвртница во службата на Христос. После ова чудо, фарисеите и религиозните водачи почнаа да го прогонуваат и не застанаа се додека не беше распнат на крст. Слушнете што пишува во стих 16 од глава 5. И затоа јудејците го гонеа Исус и сакаа да го убијат, зашто тоа го вршеше во сабота. Како што можете да забележите, една од главните причини зошто сакаа да го убијат Исус е бидејќи направи чудо во сабота. Мислам дека никогаш не му простија за тоа што ја прекрши саботата, односно ги прекрши нивните правила за саботата. Во Марко 2:27 Исус им вели: саботата е создадена за човекот, а не човекот за саботата. Откако го направи чудото кај бањата Витезда, јудејците сакаа да го убијат. Стих 18. Затоа јудејците уште повеќе сакаа да го убијат, бидејќи не само што ја нарушуваше саботата, туку и Бога го нарекуваше свој Отец, правејќи се еднаков со Бога. Ова е многу важен стих. Има луѓе кои велат дека во Библијата никаде не можеме да најдеме стихови кои укажуваат на тоа дека Исус се нарекол себе си Бог. Стварно не знам како можат да го кажат тоа. Или не ја прочитале Библијата, или не ја разбрале. Јован 5:18 е стих кој е од исклучителна важност во таа дебата, бидејќи многу јасно пишува дека јудејците сватија дека Исус се прави еднаков со Бог. Со други зборови, со тоа што Исус кажа дека е едно со Отецот, тој всушност им кажа на слушателите дека е Бог. Но ајде да започнеме со проучување на овој настан од самиот почеток. Ке го прочитаме првиот стих. Потоа имаше еден празник јудејски и се искачи Исус во Ерусалим. Прашањето е, за кој празник станува збор? Моја претпоставка е дека е Пасха. Евреите имале 3 големи празници. 3 пати во годината, секое машко треба да се јавува пред Господ, твојот Бог, на местото што ќе го одбере тој. Тие празници се Пасха, Педесетница и празникот Сеници. Со оглед на тоа што во Јован глава 2 читаме дека Исус бил во Ерусалим за Пасха, а во глава 7 за празникот Сеници, некои луѓе претпоставуваат дека во глава 5 тој е во Ерусалим за Педесетница. Не можеме да го знаеме тоа со сигурност. Но сепак мислам дека станува збор за Пасха. Има нешто многу поважно од прашањето за празникот, а тоа е запишано во следните 2 стиха. А во Ерусалим, кај овчата порта, има бања, поеврејски наречена Витезда, со 5 тремови. Во нив лежеа мнозина болни, слепи, куци и сушени, кои очекуваа да се раздвижи водата. Името Витезда во превод значи дом на милоста. Самото значење на името, Витезда, многу добро опишува што очекуваа да добијат луѓето кои доаѓаат таму. Милост. Јован пишува дека на тоа место доаѓаа мнозина кои беа болни. Не ни дава конкретна бројка. Еврејскиот збор кој се користи тука, а е преведен како болни, покрај другото значи и луѓе кои немаат сила. Иако станува збор за група луѓе кои беа отфрлени од општеството, и речиси никој не им обрнуваше внимание, сигурен сум дека за Господ овие луѓе беа од исклучителна важност. Како го знам тоа? Од самиот текст. Додека беше во Ерусалим, Исус одвои време да ги посети и да ја обрне особено внимание на една конкретна личност. Во текстот пишува дека причината зошто беа таму е оти чекаа да се раздвижи водата. Во стих 4 има малку подетално објаснување во однос на раздвижувањето на водата. Пред да го прочитам, сакам да напоменам дека овој стих е и причина за дебата помеѓу теолозите и текстуалните критичари, зашто истиот не се наоѓа во постарите копии на Евангелието според Јован. Генерално гледано, поголемиот дел од експерти на оваа тема се согласуваат дека стихот не е дело на апостолот Јован, туку е додаден подоцна со цел да се дообјасни ситуацијата кај бањата Витезда.
Без разлика што сакате да верувате во однос на тоа дали стихот треба да биде дел од ова евангелие или не, тоа на кое сакам да обрнеме внимание е самиот настан, а не на ова кратко објаснување поврзано со раздвижувањето на водата. Ке го прочитам стих 4. Зашто од време на време во бањата слегуваше ангел Господов и ја раздвижуваше водата, и кој прв ке влезеше по придвижувањето на водата, оздравуваше од каква било болест да боледуваше. Тоа е објаснувањето зошто болните луѓе беа кај бањата. Бараа начин како да оздрават. Реалноста е дека и денес постојат многу луѓе на кои им е потребно исцеление. На некои им треба исцеление на телото, на други на умот и слично. Луѓето кои имаат потреба од исцеление многу често се обидуваат да дојдат до него на секакви начини, не бирајќи средства за тоа. Во денешно време има многу така наречени исцелители кои тврдат дека можат да ги исцелат луѓето во името на Бог и во името на верата. За жал, тие исцелители им ветуваат на болните подобро здравје, но тоа ретко се случува. И во такви околности болните не само што имаат проблем со здравјето, туку и се разочаруваат. Подобро е луѓето да се надеваат дека Бог ќе ги исцели, отколку својата надежда ја полагаат во луѓе или некакво суеверие. Јован го насочува нашето внимание кон еден конкретен човек. Имаше таму и еден човек кој боледуваше 38 години. Не можеме да знаеме дали бил кај бањата 38 години, но со сигурност можеме да знаеме дека бил неподвижен 38 години. Предпоставувам дека боледувал повеќе од кој било кај бањата Витезда. Дури и да не бил таму од почетокот на својата болест, најверојатно лежал крај бањата барем неколку години. Не знаеме на колкава возраст беше човекот, но самото тоа што имаше болест поради која беше неподвижен 38 години е голема трагедија. Постои можност неговата болест да е резултат на некој негов грев. Стих 14. Подоцна, Исус го сретна во храмот и му рече: "Ете, сега си здрав и не греши веќе, за да не те снајде нешто полошо." Можам да го замислам овој беден човек, како секој ден лежал крај водата. Постојано чекал и гледал дали водата ќе се раздвижи, но и се надевал дека тој ќе биде првиот кој ќе влезе во неа. Сепак, сите негови надежи и очекувања резултирале во многукратно разочарување, бидејќи секогаш кога водата се раздвижувала, некој друг влегувал пред него и го добивал исцелението. Сигурен сум дека бил сведок на многу исцеленија од различни болести. Забележете како му пристапи Исус. Кога Исус го виде како лежи, знаејќи дека многу години боледува, му рече: "Сакаш ли да оздравиш?" Многу необично прашање, зарем не? Сакаш ли да оздравиш? Се зборовите со кои Исус му пристапува на болниот човек. Прашањето е малку апсурдно. Се разбира дека сака да оздрави. Човекот е болен. Тогаш зошто Господ Исус го прашува дали сака да оздрави? Мислам дека има две причини. Прво, зашто сакаше да ја разбуди надежта во него. После сите неуспешни обиди, овој човек беше безнадежен. И наместо надеж, во неговото срце имаше очај. Втората причина поради која Исус му го поставува ова прашање е зашто сакаше да го тргне неговиот поглед од водата. Господ Исус сакаше овој човек да гледа во него, а не во водата. Предпоставувам дека болниот не обрнувал внимание на другите луѓе, туку постојано гледал кон водата. Затоа, Исус доаѓа кај него, му застанува на патот и го прашува дали искрено сака да оздрави. Кога човекот го слушнал прашањето, може би си помислил: како може некој да ме праша такво нешто? Неговиот одговор беше: се разбира дека сакам да оздравам, но имам проблем, немам никој што ќе ми помогне да влезам во водата. Знаете ли дека е таква духовната состојба на голем број луѓе денес? Многумина размислуваат како овој болен човек. Дури и во црквите, некои луѓе постојано очекуваат да им се случи нешто надприродно за да почнат да напредуваат во верата. Таквите чекаат да им се случи нешто несекојдневно, за потоа да му се посветат на Господ. Бараат нешто што ќе им ги раздвижи емоциите. Многу често се случува никогаш да не го добијат тоа што го бараат и очекуваат. И така, нивните очекувања водат кон разочарување и стагнирање во духовноста. Некои луѓе пак
Постојано го имаат својот поглед вперен кон бизнисот и заработката. Чекаат да им се случи нешто за брзо да се збогатат. Во еден период од мојот живот бев пастор на црква во Тексас, која се наоѓаше на локација во која се ископуваше нафта. Голем дел од локалното население седеа пред машините и постојано гледаа кон земјата во исчекување да бликне нафта. Кога луѓето ги вперуваат своите погледи кон физичкото и материјалното, тие не можат да гледаат во Господ Исус Христос. Има и такви луѓе кои очекуваат да им се случи нешто што му се случило на некој кој го познаваат. Слушнале дека таа личност доживеала некакво духовно искуство и постојано чекаат и се надеваат дека и ним ќе им се случи истото. Таквите се осудени на разочарување, зашто не сваќаат дека нивниот фокус е вперен во погрешни нешта. Наместо да се надеваат на Господ Исус Христос, тие се надеваат на одредени искуства кои, наводно, ќе им помогнат да живеат подобро. Моето прашање за вас денес е ова. Дали чекате да ви се случи нешто невообичаено? Што е тоа што го очекувате? Сигурни ли сте дека тоа што го очекувате е согласно на Божјата волја? Бидете внимателни. Некогаш таквите надежи и исчекувања се штетни, бидејќи поради нив нашето внимание не е насочено кон Бог, туку кон неговите благослови. Сигурен сум дека болниот човек беше изненаден што некој се осуди да му постави такво прашање. Болниот му одговори: "Да, Господи, само немам човек што ќе ме спушти во бањата кога ќе се раздвижи водата. Додека јас да дојдам, друг слегува пред мене." Колку е тажна неговата животна приказна. Овој кутар, безнадежен и осамен бездомник, нема никој што ќе му помогне да оздрави. Неговиот одговор е: "Дали сакам да оздравам? Се разбира, но немам човек што ќе ми помогне за да влезам во водата. Да не сакаш ти да ми помогнеш?" Господ Исус немаше намера да му помогне на човекот да влезе во водата. Туку сакаше да му покаже дека нема потреба од тоа. Моментот кога го тргна погледот од водата и го впери кон Господ Исус, болниот ги слушна зборовите: "Стани, оди си." Исус му рече: "Стани, земи ја постелката своја и оди си." Со други зборови, Господ Исус му вели дека може да си оди дома зашто веќе не е болен. Време е да го напушти тоа место на кое лежеше со години и да му го отстапи на некој друг кој ќе има потреба од исцеление. Забележете што се случи веднаш после ова чудо. Непријателите на Исус го обвинија исцелениот човек дека ја носи својата постелка во сабота. Наместо да се радуваат бидејќи човекот е исцелен, тие го осудуваат зашто ги прекршува нивните правила. И веднаш оздраве човекот, ја зеде постелката своја и одеше, а тој ден беше сабота. Заради тоа јудејците му рекоа на исцелениот: "Сабота е и не треба да ја носиш својата постелка." Ова е навистина бесмислено. Слушнете што се случи потоа. Но тој им одговори: "Оној што ме излекува, ми рече: земи ја постелката своја и оди." А тие го прашаа: "Кој е човекот што ти рече: земи ја постелката своја и оди?" Сакаат да знаат кој е тој што се противи на нивните правила. Но исцелениот не знаеше кој е, зашто Исус се беше оддалечил, бидејќи на тоа место имаше многу народ. Господ Исус знаеше кон што води целата ситуација и затоа одлучи да го напушти тоа место. Исцелениот човек не знаеше кој е тој што го исцели. Подоцна, Исус го сретна во храмот и му рече: "Ете, сега си здрав и не греши веќе, за да не те снајде нешто полошо." А човекот отиде и им кажа на јудејците дека Исус е оној што го излекувал. И затоа јудејците го гонеа Исус и сакаа да го убијат, зашто тоа го вршеше во сабота. Еве што всушност се запишано во овие стихови кои ги прочитавме. Господ Исус му даде на човекот физичко исцеление во Витезда, а духовно исцеление во храмот. Сметам дека човекот беше болен поради некој грев кој го направил пред многу години. Тој не само што доби оздравено тело, туку доби и оздравена душа. Откако свати кој е Исус, отиде и им кажа на религиозните водачи за него. Замислете, тој ја имаше привилегијата пред себе да го види Божјото јагне и да го доживее неговиот исцелителен допир. На тоа место имаше уште многу други болни, но сепак не беа исцелени. Денес многумина не се спасени, но тоа не е зашто Исус не сака да ги спаси,
туку зашто тие не сакаат да го вперат погледот кон него. Луѓето чекаат да им се случи нешто, но не го очекуваат Божиот допир. Затоа се уште не се спасени. Откако го обвинија Исус дека ја прекршува саботата, неговиот одговор уште повеќе го разгори гневот во нив. Слушнете што им кажа. А Исус им одговараше: мојот отец досега работи и јас работам. Со други зборови, кога човекот падна во грев, на Бог најважно му беше да го извади од таа состојба, да го спаси од гревот и последиците од гревот. Човекот е како животно кое паднало во дупка. И за да го спаси, Бог не гледа на тоа дали е сабота или не, зашто човекот му е поважен од се останато. Кога ги слушна овие зборови, јудејците уште повеќе се разгневија на Исус, бидејќи не само што ги прекрши нивните правила за саботата, туку и се поистовети со Бог. Затоа јудејците уште повеќе сакаа да го убијат, бидејќи не само што ја нарушуваше саботата, туку и Бога го нарекуваше свој отец, правејќи се еднаков со Бога. Во овие стихови има три важни изјави кои се поврзани со идентитетот на Исус. Сакам да ги поврзам со тоа што тој го кажува во стих 24. Ова е стих кој многу често се цитира, но во нашето проучување ќе го обработиме во контекстот во кој е кажан. Вистина, вистина ви велам, кој го слуша словото мое и верува во оној кој ме пратил, има живот вечен и нема да дојде на суд, туку преминал од смрт во живот. Исус вели дека секој кој го слуша неговото слово и верува во оној кој го пратил има вечен живот. Прашањето е, на што мисли кога вели словото мое? Стих 19 е првиот дел од одговорот. А Исус им одговори на тоа и рече: вистина, вистина ви велам, синот не може да прави ништо сам од себе, ако не види што прави отецот. Она што го прави тој, тоа истото го прави и синот. Постои совршена хармонија помеѓу отецот и синот. Токму затоа, обвинувањата кои беа покренати против Исус беа безсмислени. Синот не му се спротивставува на отецот, ниту отецот на синот. Затоа Исус можеше да каже дека го прави тоа што го прави и отецот, а следствено може и да простува гревови. Стих 20. Зашто отецот го сака својот син и му покажува се што самиот прави. И ќе му покаже дела поголеми од овие, за да се чудите вие. Тоа е личниот и близок меѓусебен однос помеѓу таткото и синот. Втората важна изјава е следнава. Зашто? Како што отецот воскреснува мртви и ги оживува, така и синот ги оживува оние кои сака. Или, со други зборови, тој дава живот на оние на кои сака да им даде. Отецот воскреснува мртви и синот ќе ги воскресне мртвите. Врз основа на тоа, Исус вели: кој го слуша словото мое и верува во оној кој ме пратил, има вечен живот. Третата изјава е во стих 22. Отецот не суди никого, туку целиот суд му го предаде на синот. Отецот му го предаде целиот суд на синот. Ветувањето на синот е дека секој кој ги слуша неговите зборови и верува во нив, ќе има вечен живот. Секој од нас ќе се соочи со смртта, но тој рече дека ги оживува оние кои ги сака. Еден ден сите ќе застанеме пред него. Оние кои веруваат во него ќе бидат спасени, а оние кои го отфрлиле ќе бидат судени. Но без разлика на се, секој човек ќе застане пред него за да даде отчет за својот живот. Според тоа како јас ја разбирам Библијата, верувам дека на судниот ден спасените ќе примат награда, а сите останати ќе примат суд. Прашањето за тебе е: во која група луѓе ќе бидеш ти? Одговорот зависи од тоа дали веруваш во него. Врз основа на тоа, тој вели: вистина, вистина ви велам, кој го слуша словото мое и верува во оној кој ме пратил, има живот вечен и нема да дојде на суд, туку преминал од смрт во живот. Стих 23. Та сите да го почитуваат синот, како што го почитуваат отецот. Кој не го почитува синот, тој не го почитува ни отецот, кој го пратил. Со тоа што го кажува Господ Исус во овие стихови, тој всушност се поистоветува со Бог Отецот. Спасението се добива само преку вера во Синот, кој е пратен од Отецот. И тука доаѓаме до крајот на овој настан.
Следниот пат ќе продолжиме со проучувањето таму каде што застанавме денес. Кај стих 25. До тогаш, Бог изобилно нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Ни Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nissvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Nis Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.